predavam tebe, Isuse, se predavam tebe, Gospode, se ti predavam tebe, Tatko moj, se moje e tvoje, ti me sozdade od prazemna i duh životen, duh na mene, po obrazu tvoj me sozdade, živa duša nalik na tebe, se ti predavam tebe, Isuse, se ti predavam tebe, Gospode, se ti predavam tebe, Tatko moj, se moje e tvoje, ljubav ta tvoja me oblega, tvoja ta raka me pozema, vo srce to moje prebivaj, Isuse, Gospode, ja si pripadam tebe, Isuse, ja si pripadam tebe, Gospode, ja si pripadam tebe, Tatko moj, se moje e tvoje. Tatko moj, koji si na nebesata, da se sveti ime to tvoje, da dojde carstvo to tvoje, da se sveti ime to tvoje, ime to na moj Bog, ime to na moj Otec na nebesata. Ovo makedonskата античка цивилизација, пред да се овоплоти Исус Христос, ти имаат еден голем Бог кој се вика Драј Патер, добар татко. Чекор на христијанството е дека ние повеќе не сме синови на проклетството, туку сме синови Божии, ако го избереме Исус Христос за нас Господ и Спасител. Господовата молитва која ја повторуваме често, а не сме размислили што зборува Татко мој, Татко наш, на сите, Татко на сите, кој е на небесата. Кој е на небесата, да се свети името Твое, да дојде царството Твое, Неговото царство, како на небото, да биде волјата Твоја, волјата Негова, не моја, не Твоја. Што е суштинска прифаќање на Исус на крстот, значи да умре стариот човек. Тоа подразбира да ја оставите својата волја, и во вашиот живот да се случува Неговата волја, зашто тој најдобро знае што е добро за вас. Да се вратите од спротиставена природа во законот на љубовта, во царскиот закон на љубовта, да го љубиме својот ближен како себе си. Велми и упреку вистина ви велам, затоа и сме се родиле на земјата, друга причина нема. Ние сме паднати од падната природа, двоволие, самоволие, себељубие, дуоволост, ѓаволост. Отпаднати од изворот, од Создателот, од нашиот Татко. Татко на небесата. Другите викаат Боже, Боже, ние зборуваме некој Бог таму кој е далеко, кој не знаете кој е, што е, страшен Бог кој ќе ве казни, ќе ве. Има еден стиг, вели, со стап да дојдам, или со благ збор, со добар збор, Дреј Патер, нашиот небесен Татко. Стоите во слободата, галатијаните, о неразумни галатијани, о неразумни македонци. Стоите во слободата, 5 глава на галатијаните, стоите во слободата. Во која слобода? Со која Христос не ослободи
и не се подавајте пак под робскиот јарем. Христос не ослободи од болки, болести, страдања. Он ги зеде нашите болки, болести, страдања. Ги закова на крстот, ако му предадете се нему, ако вашата волја се претопи во неговата волја. Значи не се подавајте пак на робски јарем на светот. Светот сака да ве распне, да ви го направи истото, тоа што ви го прават мене, вели Исус, ќе ви го прават и вам. Да ве распне, да ве обезличи, да го заборавите името кој ви го дал Бог, да слушате друга религија, похотта на телото да ве влече, желбата на очите, што ќе видите, гордоста на животот, горди на едно. Ете јас Павле ви велам, и јас Павле, и другиот Павле. И јас ви велам, ако се обрезувате, Христос ништо нема да ви помогне. Значи тој зборува за телесни обреди. Евреите се обрезувале затоа што Аврам има завет со Бог, секое дете што ќе се роди машко да се обрезува. И денеска тоа го прават евреите и муслиманите, бидејќи потекнуваат од истатко земен Аврам, со Сара се евреите, Исак, со Агара слугинката со која спиеше тој по своја волја, зашто немаше трпение да го чека Бог, Отецот, да му го даде Исак, го роди со Сара, со Агара го роди Исмаел. И тие денеска се убиваат. Последицата на човечкото двоволие ја трпи секој од нас. Секого го искушува неговата поход, се вели во посланието по Јаков, која го влече и мами кон земното, кон земниот принцип, кон жената, кон змијата. Не заборавајте дека машко и женско ги создаде, потоа го носи во едемската градина човекот на почетокот на битие, и потоа му вели да не јаде од дрвото на познанието на доброто и на злото, и потоа го заспива и ја прави Ева. Ни покажува каде е земскиот принцип од неговото ребро и змијата, земниот принцип. Еве јас Павле ви велам, ако се обрезувате, Христос ништо нема да ви помогне. На дворешните обреди ништо не помагаат. Тоа подразбира крштение во вода, леби, вино, причестување, скокање по крстот и разни други обреди, вртење, станување, клекнување, па дури и постење. Ако нема да помогнат, може да само да потикнуваат во верата. Ако вие во вашето срце не пребива духот на Исус Христос, на неговиот син, кога го испрати Исуса, за да ни го покаже патот, Исус во кого пребива нашиот, со дух, во дух пребива нашиот Отец, така во секого од нас би требал да пребива духот на нашиот Отец, Исусовиот дух. И тогаш ние ќе се менуваме, и тогаш ние ќе се родиме одново, и тогаш ние ќе бидеме богородени, христородени, и тогаш нема повторно да не покоруваат робскиот јарем, кога сме веќе слободни, а му сведочам пак на секој човек што се обрезува, што ги прави обредите, дека тој е должен да го почитува целиот закон. Човекот нема сили да го исполни законот. Нема сили. Грешна е човековата природа. Духот е бодар, а телото е слабо, има еден стих. Телесноста има своји нагони, јадење, пиење, желби, страсти, душата. На границата меѓу Исус Христос, а тој вели го распнав своето тело. Исус Христос, односно апостол Павле. Вие што посакавте да се оправдувате со законот, го изгубивте Христос, отпаднавте од благодата. Видите, ние имаме Божји закон, кој не може да се врати, да се повргне. Ние гледаме дека земните закони не существуваат, посебно во македонскава земја. Одредени категории луѓе не ги допира законот, прават зло, крадат, грев, убиваат, тепаат дури државни органи. Не ги гони законот. Но Божиот закон ќе ги стигне, бидете сигурни. Отплатата е моја, јас ќе одмаздам, вели Господ. Божиот закон не може да се врати. Ние се надеваме и очекуваме оправдание од верата. Верата во Исус. Верата во Исус преку Духот кој треба да престојува во нашето срце. Да го отвориш своето срце. Тесни срца, да немаш тесно срце. Тесно вие во срцата ваши и во срцето да го примиш Исус со Отецот во дух.
и тој да живее во тебе, да немаш ти твоја волја, да биде неговата волја. Се што ќе доаѓа да прифаќаш со радост, со милост. Да речеш, потребна ми е твојата сила, Господе Исусе Христе, да го поминам и овој ден, да ја поминам и оваа состојба. Потребна ми е твојата сила. Те сакам, Господе Исусе Христе. Зашто во Христос Исус ниту обрезанието има сила, ниту необрезанието. Значи во Христос Исус да пребиваш, односно тој да пребива во тебе, пребивање во љубовта, пребивање во Бог. Што значи тоа да пребиваш во Исус? Да му го предадеш својот живот и понатаму да не живее стариот ти, старата природа, туку Исус да живее во тебе. Што значи Исус да живее во тебе? Тоа е добро чувство. Што значи Исус да живее во тебе? Па да не живееш ти, да немаш своји мисли, туку неговите мисли. Значи мислите од светот те носат по страсти и похоти. Секој сака да го надвладее другиот, секој сака да владее, секој сака да царува, секој сака да му служат, а Исус дојде на сите да ни служи. Тој да биде слуга. Зашто во Христос Исус ниту обрезанието има сила, ниту необрезанието, туку верата која действува, преку љубовта. Верата действува преку љубовта. Што подразбира тоа? Па наједноставно, љуби го својот ближен како себе си. Дали ги љубиш сите луѓе? Дали ги љубиш оние што не мислат како тебе? Дали имаш љубов и разбирање за се, зашто сите сме Божји деца? Сите имаме еден татко, драги Патер, нашиот небесен Отец. Те сакаме, Господе Исусе Христе, слава ти Христосе. Вие трчавте добро. Кој ви попречи да не се покорувате на вистината? Видете, вистината, ке речат вистината е ова, вистината е Исус. Јас сум патот, вистината и животот. Ние живееме во овој свет кој е минлив. Ние сите знаеме дека еден ден ќе умреме. Првата смрт, втората смрт, како да го објасниме тоа. Еден ден ќе го напуштиме овој свет. По извесен период на години кога ќе поминете, го разбирате тоа, гледате како умират вашите блиски, знаете дека овој свет е минлив, тука сте привремено, но Бог ви дарува живот вечен. Мојот Отец и тој живот е во неговиот Син. И Исус вели, јас сум патот, вистината и животот. Значи, друга вистина нема. Секој го бара своето, а не она на Исуса Христа. Исус ви вели, дојдете при мене сите изморени, обременети, и јас ќе ве успокојам. Татко мој, те молам, ти зборувај низ мене, нека секој збор ги допре оние луѓе кои имаат потреба твојата љубов. Нека им ги отвори срцата да разберат, очите да видат и ушите да чујат, да го чујат твојот глас, да ја чујат твојата вистина. Дека овде сме дојдени само да научиме да се љубиме, да го почитуваме царскиот закон, да се љубиме еден со друг како што ти не возлюби во Исуса Христа, до крај не возлюби, на крст не возлюби, слезе да ги земеш нашите гревови. Бог толку го возлюби светот. Своите чеда отпаднати од сатаната, фрлени на земјата, отпаднати од Адам со свое волие, неспособни да љубат самите, бидејќи се истиснати од љубовта. Самиот дух во нив е љубов, но тој треба да се распланти, да разгори, да станете оган кој изгорува како вашиот Отец. За да бидете достојни Исус да пребива во вас, да се покаете за секој грев што сте го направили. Некој ќе рече немам гревови. Ако некој вели во Библијата, вели немам грев, лажеце. Нема ни еден праведен. Нема кој да го бара Бога. Грешиме во мисли, во поставки, во однесување. Нељубовта е прелюба и грев. Нељубовта кон блиските. Секоја мисла, секој збор, за секој лош збор ќе одговараме на судниот ден. За секој лош збор. Кога ќе го прочитате ова и добро размислите, добро ќе размислувате. Што зборуват? Има еден стих, стави ми стражар на устата моја, татко мој, во името на Исус. Значи, вие трчавте добро, кој ви попречува да не се покорувате на вистината, тој што е во вас, жената и змијата во вас,
сатанската природа. Тоа убедување не е од оној кој ве повика. Значи, ви имате право да изберете живот, како што вели, ви давам живот и смрт. Живот во Исуса Христа и смрт. Сето друго е смрт. Иако ви изгледа дека е живот, бидејќи има остави ги мртвите да ги погребуваат своите мртовци. Малку квас го подкасува целото тесто. Значи, тестото, лебот, јас сум лебот на животот, вели Исус, јадете, ова е моето тело. Кој пие, кој јаде од моето тело и пие од мојата крв, ќе живее живот вечен. И ако вие го разберете тоа буквално, некој ми вели Исус е човек кој јадец не тера, не. Телото е тој, црквата, но едно место вели и Словото стана тело и се всели во нас полно со благодат и вистина. Тој зборува за Словото. Тој зборува за принципот на љубовта. Верата, како што рече, која действува преку љубовта. Кога сте вие едно тело и јадете од Неговото Слово, Исус вели на едно место, јас имам храна. Мојата храна е да ја извршувам волјата на оној кој ме прати. Значи, кога ја извршувате волјата на оној кој ме прати, вие сте тогаш, јадете Неговиот хлеб. Кој ве прати? Па Таткото Небесен, драј Патер, нашиот добар татко. Јас сум уверен за вас во Господ дека вие нема да мислите инаку. А оној кој ве збунува, кој да бил, пред се вашата сатанска природа и себељубие, ќе претрпи осуда. Јас, браќа, ако обрезанието уште го проповедам, тогаш зашто ќе ме гонат? Тогаш би исчезнала соблазната од крстот. Значи, евреите имаат обрезување после Аврам. Аврам има, значи, договор со Бог, Стар Завет, но истиот Бог Отец го праќа Исуса, бидејќи не може да ги издржат законите на љубовта сами. Потребен им е Исус Христос. Потребен им е Духот Негов да пребива во нивното срце, да им даде сила, да се облечат со сила од озгора, од синови човечки да станат синови Божии. О, да не беа одсечени оние што ве бунеа. Човекот го чита Светото Писмо со свој ум телесно и не го разбира, бидејќи тоа е духовно. Ова е духот на нашиот Отец, отолотворен во тело, и само тој, ако Духот Негов пребива во срцето, можете да го разберете што зборува целото Свето Писмо за една реченица: љуби го својот ближен како себе си, на безброј начини, многу присутен, сеприсутни начини, на сеприсутни начини го објаснува тоа. И вие ги имате слики, раскази, приказни, и ако ги раскажувате приказните, а не ги живеете, кој го слуша Словото не го извршува. Знаете, суштински, вие, браќа, повикани сте кон слобода во Исус Христос, но слободата ваша да не ви служи како повод за угодување на телото. Ке дојдат луѓе, се молиме да се исцелат. Сака да се исцели, некој да му го земе тоа што го боли, и пак да се врати на стариот начин на живот. Сме виделе такви луѓе, ке се исцелат, ке се случи молитва и болеста се враќа и наврзо потоа заминуваат. Знаете, не сте дојдени овде да си терате кефои. Времето е кратко, може би утре ќе дојде вашиот час. Сега е времето благопријатно, сега е денот на спасението. Денеска треба да го изберете Исус, може би утре ќе треба да се представите пред Бог. Првата смрт, втората смрт е во огнено езеро. Телесно, нели? И тогаш ќе биде веќе доста. Нема да ви биде пријатно, бидејќи ќе немате сила во љубовта. Ќе поминете низ оган што изгорува. Ќе се видат сите ваши дела, и ако немате љубов не можете да останете, ќе изгорите како јаглен. И веројатно ќе чекате некоја друга можност по волјата на нашиот Отец. Значи, слободата не ви е дадена да ви служи за повод за угодување на телото, туку со љубов служете си еден на друг. Љубовта е сила, љубовта е знаењето, љубовта е се. Ако љубов немам, ништо не сум и ништо не си. Бог е љубов. Кој пребива во љубовта, пребива во Бога. Ние знаеме дека преминавме од смрт во живот, бидејќи ги љубиме браќата своји. Прво Јованово. Зашто целиот закон се извршува во еден збор, односно сакај го својот ближен како самиот себе си. Љуби го својот ближен како самиот себе си. Кој е твојот ближен? Сите луѓе на земјава се браќа и сестри, сите го имаат еден Оче наш на сите луѓе на небесата. И ние треба сите да ги љубиме. Пазете,
A ako pak među sebe se grizete i jadete, pazete da ne se istrebite jedan sa drugim. Da se grizete i jadete, se sekjam na makedonskата земја, внатре меѓу себе се гризе и јаде. Под небесните сили на злото сакат да и го сменат името на земјата, да се откаже, да подпишат договори, се откажуваат македонците, собствените македонци од Пиринска Македонија, од македонците во Егејска Македонија, од македонците во цела Албанија. Не смеат да се грижат за нив, подпишуваат договори. А тој договор се под небесните сили на злото на овој век и го крши Божиот закон, љуби го својот ближен како себе си. Ако вие не го љубите својот ближен, кој сте го виделе, како ќе го љубите соседот или некој друг? Од друга страна имаме, значи се јадете меѓу себе албанците, ги мразат, сакаат да земат територија Македонија. Грците сакаат да ги избришат, македонците ги убивале едните и другите. Бугарите не признаваат. Лицемерно братолюбие. Ви велам, живеете по духот. Ар, македонци мои, на македонскиот полуостров, кој денес се именува како Балкански, каде што апостол Павле го сонуваше македонецот за да го прослави неговото име, не нашето име. Живеете по духот и нема да им угодувате на телесните страсти, да живеете по духот, но како ќе живеете ако нема кој да ви проповеда, ако нема кој да ви го објасни Светото писмо, ако нема кој да ви објасни дека телесните обреди, обрезувањето не се ништо. На Господ треба да му се поклонувате, на мојот Отец во дух и вистина, како што пишува во Евангелие по Јован. Зашто телото сака противни работи на духот. Се зборови за човечко тело и за тело на црквата. Заедница во себелюбие која мисли дека е права. Поделени илјадници заедници едни против други. Условно со лицемерно братолюбие, како да има повеќе Евангелија, не е само едно. Значи, телото сака противни работи на духот, а духот противни на телото. Тие се спротивни еден на друг. За да не го правите она што го сакате, апостол Павле вели, не можам да го правам она што го сакам, немам сила, но Исус дава сила. Ке дојдеш, ке застанеш и ке речеш, татко мој, во името на Исус, немам повеќе сили да го издржам ова. Дојди во моето срце и покажи ми. Ако го повикаш горе, што тој ќе ти се јави. Дојди и направи сокровиште во моето срце. Но треба да ги љубите првим, да простите на сите, да ги љубите сите. Не е тоа едноставно, тоа е процес. Потребна ви е силата Исусова, да се откажете од гревот и злото, да признаете дека не можете сами, да му го предадете својот живот во Исуса Христа. Он да ве води, зашто он е главата на црквата. Мажот е главата на жената. Главата на мажот е Исус и главата на црквата. Ако ве води духот, Исус, вие не сте под законот. Знаете, интересно, што вели, вие не сте под законот. Предходниот вика, бидејќи вие сте синови Бог, ако сте синови Божи, Бог го испрати 4 глава, 6 стих, духот на својот син во срцата ваши. Духот на својот син во срцата ваши. Дали го разбирате ова? Дали е духот на својот син на Исус во срцата ваши? Ако е духот на Исус во срцата ваши, вие нема да осудувате. Вчера на интернет се јавил некој, таму коментираме за состојбата во Македонија. Го сакал Исус, ама зошто христијаните убиле некоја си таму Хиспасија, некој намерник, моите христијани. Видете, он го сака Исус, но осудува за 5 секунди христијаните сите што убиле некоја Аспасија во 3 век. Хиспасија. Фикс идеи, да сум ја прашал јас Аспасија. Видете, христијанството не е окултизам, туку тоа е живење во Божјата љубов. Он вели дека го знае, го сака Исус, а осудува. Значи, дали духот на Исус живее во твоето срце? Исус никого не осуди, а ти осудуваш подневно по 10, 20, 30 луѓе. Осудуваш, завидуваш, мразиш. Ако ве води духот, вие не сте под законот. Значи, Син Божи е оној што го води духот Божи. Немам потреба да прашувам некоја Хиспасија таму. Духот Божи зборува низ мене. Не прашувам ни пастор, ни никого. Исус го прашувам. Се разбира, потребно е да има пастори, водачи, учители кои се помазани, не се поставени сами од себе по некоја црковна хиерархија. И тогаш словото, духот, словото убива, духот оживотворува. Делата на телото се познати. Тие се блудство,
Во што живееме сите ние денеска посебно. Нечистота, секаков вид, бесрамност. Никој нема срам, се голи одат, прават, убиваат, краде. Нашите соседи ги убивале македонците, крвани им се рацете и немаат ни срам, ни перде, ни да се извинат денеска тврда дека не постојат. Зарем вие мислите синови човечки сатански дека ќе го излажете Бог? Блудство, нечистота, бесрамност, служење на идоли, служење на водачот на партијата, служење на денови настани, служење на одредени датуми, служење на одредени водачот на партијата кој краде и ти го поддржуваш, и ако украде го оправдуваш. Ти даваш согласност на сатаната, синко мој, со таков водач, кој сака да те продаде за 30 евреници на сатаната. Единствениот мотив да го владее, кој го владеат мојот македонски народ, значи на евреите, Господ, Отецот им даваше, додека го слушаа водачи. Он ги бираше водачите, затоа беа избран народ. Македонците го повикаа Бог за да се прошири по Божјата волја. Тие имале Бог, го знаеле, бра и патер, добриот татко е стариот македонски наслов, именување, значи служење на идоли и оправдуваш дека водачот на партијата краде, потоа ти крадеш, магии, секако вид на окултизам, непријателство. Кога се сетам во Македонија, толку љубов нема, сите се против секого, политичките водачи и партии, освен што крадат, го раскараа народот. Па формира и национални партии на малцинства, кои единствените малцинства кои имаат партии во соседството и кои тежнеат на отцепување од телото, наместо да дојдат и да живеат во земјата во кој им е дала се, и Господ им ја дал Македонија во љубов, ревнување, кавги, Македонија, гнев, раздори, расцепи. Ете тоа се делата на телото, и вие сте телесни, не сте го познале Бог. Расцепи, завист, пијанство, секако вид, пирови и други слични работи, промена на име, изнасилување на цел народ. Однапред ви велам, како што ви реков и порано, промена на име кој ни го дал Бог Отецот, македонци, Македонија. Сега да ни го променат името тие што не убивале под небесните сили на злото и нивните слуги. И однапред ви велам, како што ви реков и порано, дека оние што го прават тоа, сите нема да го наследат Царството Божјо. Ете, затоа е состојбата таква во Македонија, бидејќи нема љубов. А ако нема љубов, ако нема Исуса, бидејќи Исус е љубов, и љубете се еден со друг, зашто целиот закон се извршува со еден збор. Зборувам за Божиот закон, во Македонија не постои, не суштествува човечкиот закон, па гледаме и во Европа, бидејќи таа аминува на изнасилувањето на нашите соседи врз македонскиот народ, кое го прифаќам како Божја волја и степен на нашата нељубов едни кон други. Значи тоа, оние што го прават тоа, нема да го наследат Царството Божјо. Затоа е состојбата таква во Македонија, затоа ве распнуваат, наместо да го повикате Исуса Христа, не идолите, не икони, фрески, денови, одбележување, настани, богородично христијанство, Исуса Христа да го повикате. Духот, како што вели, значи духот, еве Гуштеншка ќе се врати на 4 глава Галатјаните, о неразумни македонци, о неразумни бугари, срби, грци, албанци, о неразумни натоевропејци, о неразумни луѓе човечки. Бидејќи вие сте синови, Бог го испрати духот на својот син Исус во срцата ваши кои викаат татко мој, ава оче. Но, ако останете во мојата љубов, ако останете и пребивате во мојата љубов, ќе ви го испратам Духот Утешител и тој ќе ве научи на се. Ако останете во моите слова и ги возлюбите, ќе дојдеме со Отецот и сокровиште ќе направиме во вашето срце. Значи, постои услов, ако останеме во љубовта. Тоа подразбира да се љубиме еден со друг, како самите себе. Сите, првин македонците, треба да се љубиме меѓу себе. Инаку нема да тргне добро во Македонија, ако ние не ги љубиме македонците во Егејска Македонија, кои грците не ги признаваат, ги изнасилуваат, наместо тие да бидат
поврзно ткиво со нив, да се покајат грците што ги убивале македонците, да ги признаат македонците во Егејска Македонија и да ги отвориме границите. Исто така и бугарите да се покајат, да ги признаат македонските заедници во Пиринска Македонија и тие да бидат поврзно ткиво, албанците да дадат исти човекови права, какви што бараат тие, а не даваат ништо. Тогаш ќе биде Исус присутен во срцата. Значи, плодови на духот се плодови на духот. На кој дух? На духот кој ќе престојува во твоето и во моето срце, брате и пријателе. Еве ги плодовите на духот, по тоа ќе ги познаете. Љубов, те сакам, Господе Исусе Христе. Радост, слава ти, Господе Исусе Христе. Мир, мирот свој ви го давам, мир да имате, Исусов мир во вашите срца, долго трпеливост. Значи, вечно не се лути, долго трпеливост, благост, добрина, верност, Исус, надевање на Него, верност, кроткост, кротко јагне, го одведува како кротко јагне на колене. Исусе, ние мислевме дека Бог го казнува. Те сакаме, Исусе Христе, воздржливост. Против такви работи нема закон. Љубов, радост, мир, долготрпеливост, благост, добрина, верност, кроткост, воздржливост. Ете, тоа ви недостасува, македонци мои. А сето тоа го има, го нема во светот, во кој се надевате во вашите политички водачи, кои се врзани за овој материјален свет и за мамона. Тоа го има во Исуса Христа, потребно е само да го повикате од срце горе, што Исусе, те сакам. Ноќеска го сонував, македонецот, молеше горещо кон Отецот. Дојди во Македонија и помогни ни, Исусе светол, ти не возлюби. Дојди во Македонија и помогни ни, Исусе светол, ти не возлюби. Значи, против делата, плодовите на духот, љубов, радост, мир, долготрпеливост, благост, добрина, верност, кроткост, воздржливост, против такви нема закон. Победи го злото со добро, брате и пријателе. Оние пак кои се Христови, познавате ли вие некој кој е Христов? Го распна телото свое со страстите своји и похотите. Дали познавате некој таков? Оние пак кои се Христови го распна телото свое со страстите и похотите и живеат под духот. Ако живееме со дух, под духот сме должни и да постапуваме. Татко мој, ти благодарам што и овој ден ми даде слова со власт и сила да ја прославувам Твојата победа над смртта и сатаната, над болестите, демоните, граѓанските војни, силите поднебесни што сакаат да ни го сменат македонското име. Во моето срце, во мојата душа, во моето семејство, во мојот дом, во моето окружување во македонска земја. Татко мој, во името на Исус ја предавам Македонија во Твои раце, да ја сочуваш таква каква што Ти си ја замислил, да го слави светото Евангелие, да разбереме дека сме сите деца на еден татко, да го повикаме Твоето име, Исусе, Сине Давидов, смилувај се и да се спасиме. Брате мој и сестро, и синови човечки, имате еден пат на животот, се вика Исус Христос. Не е тешко, треба да клекнете на колена, ја побарате, Господе Исусе Христе, го повикувам Твоето име, грешен сум, покај се, покајувам за тоа, тоа и тоа. Се откажувам од гревот и простувам на сите, дојди во моето срце и поведи ме да врвам таму каде што Ти си замислил и мојата волја да се претопи во Твојата волја. Секој од нас на оваа земја има свој пат, зависи од степенот на љубов кој имаме во нашите срца. Сите сме деца на еден татко. Нашата задача е да се љубиме меѓу себе,
Ако вие сте вистински христијани и живеете под духот на Отецот кој е во вас, вие ќе ги љубите сите и вашата промена од нељубов во љубов ќе ја забележат сите. Татко мој, и денеска ти благодарам за Твоето слово, за Твојата љубов, за Твојата милост. Се мое е Твое. Му вели Отецот на Синот кој се покајува. Се мое е Твое, тогаш ќе имате се. Ќе бидете глава, а не опашка. Ќе имате двоостар меч на духот со кој ги раскинувате прангите на сатаната кој ги фрла секој ден врз вашата семејство и врз вашата земја. Татко мој, Твојата света крв ја света положувам врз мене и секаде каде што се движам врз македонската земја. Покорен сум, ти му кажувам на сатаната, бегај од мене, сатана, во името на Исус, од моето тело, од моето семејство, од мојата душа, од мојата земја Македонија, надвор во името на Исус. Оставам се во Твоите раце, светол Господи, Татко мој небесен, се враќам пак кај Тебе. Амин. Се ти предавам Тебе, Исусе, се ти предавам Тебе, Господе, се ти предавам Тебе, Татко мој, се мое е Твое, ти ме создаде од прах земна и дух животен духна во мене, по образот Твој ме создаде, жива душа налик на Тебе, се ти предавам Тебе, Исусе, се ти предавам Тебе, Господе, се ти предавам Тебе, Татко мој, се мое е Твое, љубовта Твоја ме облева, Твојата рака ме позема, во срцето мое пребивај, Исусе, Господе, јас ти припаѓам Тебе, Исусе, јас ти припаѓам Тебе, Господе, јас ти припаѓам Тебе, Татко мој, се